Независниот синдикат за здравство го поздравува ветувањето на министерот Арбен Таравари за нови вработувања. Се надеваат дека конечно здравствениот систем ќе мрдне од мртва точка. Новите вработувања на доктори и медицински сестри, според синдикалците, ќе ги живне болниците, а со тоа ќе има и позадоволни пациенти. Според дадениот збор на министерот, до крајот на годинава ќе се вработат 1200 здравствени работници, а приоритет ќе бидат тие кои работеле со договор на дело. Но од синдикатот бараат овие случаи да добијат трансформација на работниот однос, а не да конкурираат на огласи. Најдобар период е за вработување со еден тип на трансформација на овие работни места, тоест трансформирање од определено на неопределено работно место. Бидејќи со појавување на конкурси ќе се јават многу луѓе и да не испадне да тие што работеле останат без работа. Значи најдобар период, најдобар начин за спроведување на оваа постапка е таа трансформација на овие вработени, бидејќи тие најискрено заслужуваат да им се трансформира работното место, бидејќи тие се млади луѓе, како што напоменав, и може тие луѓе да земат карта во еден. Според синдикалците, главен виновник што здравството е ставено на колена е претходната власт, а не ажурноста која владеела со години наназад, ќе ја плаќаат пациентите и здравствените работници. Главен проблем кој ќе остави голема дамка во здравството е огромниот одлив на кадар од болниците и клиниките изминативе години. Синдикалците се надеваат дека тоа ќе се спречи со добра план на здравствените власти. Македонија е расадник на медицински кадар во западноевропските земји. Вие сте свесни за тоа. Голем број на млади доктори не напуштаат медицински персонал, кои што не ја наоѓаат иднината оваа држава. Заради тоа гледам дека и ова страна на оваа нова влада, што е веќе 60 на дена, има некое разбирање за помош на овие вработени, за вработените во здравствениот сектор. И чекаме прием за да се договориме за понатамошните постапки што ќе ги спроведеме. Инаку Таравари за повеќе од 60 дена министер за здравство ја ревидираше позитивната листа на лекови со 9 нови генерики, која изминатите 10 години немаше никакви промени. Со одлука на влада ги разреши повеќе од 30 организацијски директори во здравствените установи, а со оваа одлука за најмалку половина милион евра ќе биде побогата здравствената каса за една година. Владата даде зелено светло и за вработување на нови 600 специјализанти. Меѓу другото, во најава е испојување на клиничкиот центар и изградба на 2 катни гаражи во најголемиот здравствен комплекс во Македонија.